Почитувани гости, драги пријатели, јубилеите постојат за да се потсетиме на она што било и да проговориме за она што треба да дојде. Одбележувањето на 20 годишнината од успешното работење на берзата е вистински момент да се потсетиме на незините почетоци, кога и работевме и едуциравме, но и на спецификите, предизвиците и придобивките од различните фази на незиното постоење. Приватизацијата и консолидацијата, модернизацијата, големиот бум, кризните години. Да се потсетиме и на новата реалност во која сега живееме. Многу променети околности, приспособувања, прилагодувања. Но она што е константа во целиот овој период, она на што се темели развојот и обстојувањето на берзата, се секако визионерството на незините акционери, големата посветеност и професионалност на вработените во берзата и високото ниво на доверба на незините клиенти, членките на берзата, инвеститорите и издавачите. За сето ова, на сите искрено им благодарам. Почитувани гости, драги пријатели, низ краток видеозапис да се потсетиме на изминатите 20 години на македонска берза. Почетоци. На 13 септември 1995 година се одржа основачкото собрание на Македонската берза АД Скопје. Берзата ја основаа 19 правни лица, од кои 13 банки, 3 осигурителни друштва и 3 штедилници. Основањето на берзата беше реализирано со техничка помош на British Know-how Fund, обезбедена преку владата на Република Македонија. Во рамките на овој проект беше спроведена и обуката на првата генерација брокери. На 28 март 1996 година во Република Македонија за прв пат задзвони берзанското звонче и се одржа првиот ден на тргување на берзата. За разлика од останатите сегменти на финансискиот систем, како што се банкарството и осигурувањето, пазар на капитал, тоест на хартија од вредност, како што некои предпочитаат да го наречат, на овие простори немало никогаш во историјата. Значи, ние зачекорувавме во еден сосема нов, непознат, неосвоен простор. Вистинска тера инкогнита. Тие го пратија господин Енди Вилсон, кој што дојде тука да му дадам први инструкции како да прави, што да прави. Моите инструкции разговаравме, он ми кажа што е потребно, ја му реков добро, тој план, еве, реализирајте го, од мене имате поддршка, све што ќе имате проблем, дојдете и кажете ми, ќе го решам. Се беше закажано, официјални гости, нели кој треба да го направи отварањето, тогашниот претседател господинот Киро Григоров. Тој чин значеше дека се става еден од битните темели на пазарното стопанство во Македонија. Не може после тоа да се оди со продавање на акции зад грб. Не знаеш ни колку платил, ни што платил, ни така натаму, или пак фингирани разни акционерски сделки. И по тој начин тај регулатор натрешен се постави на добри основи, а ја имав таа чест, тога и веројатно ти бев председател, да го затресам звончето, дека е тоа почеток на работата на берзата. Иницијални предизвици. Веќе на самиот старт, берзата се соочи со реалниот амбиент на македонската транзиција и немањето вистински потреби кај економските агенти од функционална берза. Започна надминување на проблематичното решение во Законот за трговски друштва околу ограничената преносливост на акциите. Новиот закон за хартии од вредност и воведувањето обврска за задолжително тргување на берза значително ја подобри берзанската динамика. Во 1998 година, македонската берза ја посети неговото височество принцот од Велс. Истата година, берзата ја лансираше и својата веб страница, а беа воведени и блок трансакциите. Што беше карактеристично за тој период, значи седиме двајца во канцеларија, два телефона, имаме телефонот цел ден не ти звони. Буквално ако имаш ладно оружје до тебе, можеш да се самоубиеш. Нема да дознае никој. Приватизација и консолидација. Со блок трансакциите започна процесот на интензивна сопстvenичка консолидација во акционерските друштва. Акционерите произлезени од приватизацијата ги впаричуваа своите акции на берзата по пазарни цени, што не секогаш беа одраз на балансираната тековна понуда и побарувачка.
На берзата доминираше така наречениот пазар на компании, наместо пазар на акции. Истовремено, започна зголемување на понудата на резидуални акции од портфолиото на Агенцијата за приватизација и пораст на прометот со овие акции. Една од најуспешните и првите приватизации преку Македонската берза што се реализираше беше продажбата на акциите на РЖ Ладна Валавница. Тоа беше во месец јуни 1998 година, кога тогаш се уште тргувањето се одвиваше на берзанскиот паркет и во преполна сала за тргување во која што покрај сите брокери присуствува и сите оние кои што и медиумите и сите оние посетители кои што сакаат да го проследат тргувањето со акциите на РЖ Ладна Валавница и на тој начин државата инкасираше 1,1 милиарда денари или 17,9 милиони евра. Најголемиот дел од остварениот берзански промет се реализираше со некотирани компании, а тргувањето, базирано примарно од финансиски мотиви, и понатаму беше инцидентно. Модернизација. Во 2001 година се воведе електронско тргување на берзата. Берзанскиот електронски систем на тргување БЕСТ. Со тоа престана тргувањето на берзанскиот паркет. Берзата се трансформираше во профитно акционерско друштво. Беа донесени новини во даночната регулатива во форма на стимулации за котирање на берзата и ослободување на капиталните добивки. Пременувањето од класично тргување на електронско тргување беше голем чекор напред за Македонската берза. Воедно беше и голем предизвик за целата берзанско-брокерска заедница. Во тоа време јас бев раководител на тргувањето на берзата и се сеќавам беа коментарите дека тој чин значеше како преселување од некој приградско мало во центарот на градот. Значи, она атмосфера која претходно постоеше на берзанскиот паркет, каде што тргувањето идеше директно, каде што имаше многу интересни случаи, понекогаш и гафови, едноставно исчезна во нешто што е пософистицирано, но не толку директно ги врзува луѓето. На берзата почна тргувањето со првите котирани компании од приватизацијата, односно со акциите на Топлификација и Алкалоид. Започна тргувањето со првите државни обврзници, за старото девизно штедење и за денационализација. Во 2002 година се изврши масовна задолжителна берзанска котација на акционерските друштва. Како резултат на тоа, на берзата котираа 100 друштва. Се започна со пресметување на првиот берзански индекс МБИ. Беше извршена целосна дематериализација на хартиите од вредност и започна со работа Централниот депозитар, со сите позитивни импликации од тоа. Беше донесен и законот за инвестициски фондови. Имав прилика и од една друга позиција да работам со берзата и да помогнам во развојот на Македонската берза. Па така го создадовме Централниот депозитар за хартија од вредност од позиција на министер за финансии. Овозможивме 50% ослободување од данок на добивка на компаниите што ќе се котираат на берзата. Големиот бум. Големото раздвижување во наредниот период беше резултат на повеќе фактори кои комбинирано позитивно влијаеа на функционирањето на берзата. Наглиот прилив на странски портфолио инвеститори, зголемување на локалната побарувачка, најави за стратешки преземања, голем број котирани банки во услови на нагласена раздвиженост во банкарскиот сектор, атрактивен даночен амбиент. Истата година се обележа 10 годишнината на берзата. Во 2007 година берзата изврши набавка на сопствен деловен простор и започна да работи на нова локација. Се воведе така наречената суперкотација и 4 друштва одлучија да ги котираат своите акции на овој подсегмент. Вкупниот промет во 2007 година изнесуваше рекордни 682 милиони евра. Највисока вредност на новиот индекс МБИ 10 од 10.057 поени беше постигната на 31. август 2007 година. Истата година годишната конференција на берзата се одржа во Охрид. За прв пат беше меѓународна и на едно место собра повеќе од 300 учесници. Цените тогаш беа подценети. Дори имаме цени испод книговостана вредност, што беа далеко од книговостаната вредност. Значи пазарните цени беа многу ниски. Движењето, доаѓањето до реалните цени се направи кога влеговаа овие странски инвеститори, кои што беа во предност
што имаа пари и имаа добри информации. Тој период од развојот на берзата, јас би го нарекол токму тако шпекулативен период, бидејќи на македонскиот пазар влегува многу поискусни играчи, институционални инвеститори и поединци од соседните земји, пред се од Хрватска и од Словенија. За берзата се зборуваше на секој чекор, секаде, во кафеани, на работни места, сите правеа некои пресметки. Едноставно, неколку години поред сите започнаа да зборуваат за берзата. Или како што некои медиуми констатираа, се случи македонската берзанска пролет. Јас секогаш милувам да кажам дека во мое време берзата имаше 4 милиони евра добивка. Тоа може да завидат и некои средни банки денеска. Криза. Негативните ефекти од светската криза на македонската берза се почувствуваа пред се како забавување на приливот и повлекување на регионалните странски портфолио инвеститори, што се надоврза на состојбата на ионака прегреаната пазарна конјуктура. Домашната побарувачка на пазарот одеднаш драстично се намали. Еуфоријата ја замени песимизмот. Општото ниво на цени на берзата, мерено преку движењата на МБИ-10, се намали за над 70% во текот на 2008 година, а прометот се намалуваше. Во овој период беше пуштена во употреба новата веб страница на берзата и новата верзија на апликацијата Сейнет. Пуштена беше во употреба нова верзија на Best системот со имплементиран Fix протокол, како и новиот продукт BestNet Аналитика. Во кризните години забрзано се работеше на лансирање на нови проекти и услуги и на интерно реструктурирање и прилагодување на новонастанатиот амбиент. Знаете, кога беше бумот, станаа 29 брокерски куќи, сега сме 10. И тоа покажува нешто, значи дека и тие што мислеа дека знаат и дека можат на берза, дојде во ситуација да ги затворат. И тогаш беше, ние на берза бевме како амбуланти у време на грип. И ако дојдев на работа, не може да влезам во канцеларија. Вие знаете ситуации, брокери се затвара, клjuč става, притисок беше. И сега доаѓа такава маса народ, клиент доаѓа, вика, црка, не излажавте, ми ги продававте ефтино, вие ќе заработите, как ги расправи и мене ми се десте и ќе кажа, од джепот плати само да го тргна. Нова реалност. Во наредниот период, просечниот промет на берзата во континуитет се движеше на ниво под 200.000 евра. Нов позитивен пазарен моментум не се создаде. Отсуствуваа странците. Стратегиите на македонските институционални инвеститори првенствено беа насочени кон вложување во државни должнички хартии од вредност на примарниот пазар, во готовински депозити и на надворешните пазари. Домашните ритейл инвеститори, поради негативната колективна меморија и пролонгираната стагнација, беа пасивни на пазарот. Нивото на финансиска едукација веројатно е подобрено, меѓутоа останува сепак она кога треба ефективно да се инвестира, тогаш практично треба да се имаат правите информации и се разбира има и некои психолошки фактори кои што веројатно влијат. Опоравувањето од падот кој што беше во 2008 и продолжи на некој начин и подоцна после кризата. Знаете, сега инвеститорите сигурно извлекуваат некои поуки. Генерално, може би, нивото на песимизам во годините непосредно после кризата беше високо, но како што минува времето, веројатно сега инвеститорите посакуваат да има некој пресврт. Интерните и екстерните неекономски фактори не влијаја позитивно. Резултатите на котираните компании не беа примерни во матриците на однесувањето на инвеститорите. Следува нови измени во законот за хартии од вредност и воведување на втората задолжителна котација. Времено се укина данокот на капитални добивки. Берзата, со поддршка на ЕБРД, воспостави свој тренинг центар. Се на се, веќе неколку години наназад берзата е влезена во нова развојна фаза, во нова реалност, во која сите осознаваме која е улогата на берзата во мала отворена економија како Македонија, со ова ниво на БДП и животен стандард, со овие перформанси и организациско-собственичка структура на компаниите,
и во овој општествено-политички амбиент. Дефинитивно, според мене, треба да се работи на новата понуда. Новата понуда ни треба нам онаја успешна приказна, каде што долго време веќе покушаваме на македонскиот пазар да има или успешни докапитализации, успешни нови емисии на акции, успешни корпоративни обврзници, значи една успешна приказка каде што ќе се зголеми понудата, значи со харти од вредност на македонскиот пазар. Ние на што работиме сиве овие години после 2007 е да ја вратиме довербата кај обичниот македонски граѓанин поново да инвестира на македонскиот пазар на капитал, на македонската берза. Очекувања. Берзата ќе продолжи да ја зајакнува својата позиција на релевантен и лесно достапен јавен извор на финансиски и нефинансиски ценовно чувствителни информации за работењето на најзначајните македонски акционерски друштва. Јас очекувам светла иднина и очекувам дека она што ќе го добиеме ние како ноу-хау од оние странски пазари кои што се можеби пред нас во еден сегмент, така да и ние како брокерски куќи ќе научиме од нив и фактички нашите клиенти ќе научат нешто и ќе имаме сите подобра иднина. Еден основен тренд кој што се забележува на меѓународно, па би рекол и на глобално ниво, тоа се интеграциите. Македонскиот пазар на харти од вредност ќе мора да најде начин да се вклопи во тој процес на интеграција. Берзата ќе остане максимално посветена на успешната имплементација и надградување на регионалниот проект SEE Link, Southeast Europe Link, софтверска платформа за прекугранично тргување со хартии од вредност. Проектот кој македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБРД, веќе привлече нови берзи учеснички. А тоа, веруваме, е само почеток. Денес интересите на инвеститорите се на прво место, а полека се враќа и довербата на странските и домашните инвеститори. Македонската берза во таа насока ги следи и трендовите, а тоа го потврди со поддржување на проектот регионалната платформа за тргување со харти од вредност SEE Link, на која што учествуваат покрај македонската берза и неколку берзи од регионот, со што се дава можност за тргување со харти од вредност од странски компании, а од друга страна се овозможи и излез на нашите компании на берзите во регионот. Успешната приказна на македонската берза, без разлика на неповолните околности во кои функционира одредено време, ќе продолжи. Берзата ќе обезбедува високо квалитетни и современи услуги за сите пазарни учесници и ефикасно ќе го организира спојувањето на понудата и побарувачката и формирањето на пазарните цени на хартиите од вредност. Во третата деценија од нашето постоење влегуваме со конкретно остварување на нашата стратегија за регионална интеграција. Едни сме од иницијаторите на веќе функционалната платформа SEE Link, која што ќе ги поврзе пазарите во регионот. Основите се поставени, останува да вложиме уште многу енергија, време и посветеност. Но тоа е започнат процес и за нас, тимот на Македонска берза, ова представува само уште еден предизвик кој што мораме да го надминеме за да продолжиме успешно понатаму.